Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Губењето на забите не е само естетски проблем, туку и здравствен. Кои се современите решенија кога недостасуваат повеќе или пак сите заби? Кога се препорачуваат протези, мостови или импланти? Како се проценува кој метод е најсоодветен? За можностите што денес ги нуди современата стоматологија, но и за дилемите што често ги слушаме од пациентите. Разговараме со доцент доктор по стоматолошки науки Филип Тантуровски и специјалист по стоматолошка протетика од клиничката болница Жан Митрев. Останете на Телма, а поставете прашање во програма. Кога недостасуваат заби, кои се решенијата? Ова прашање ќе му го упатиме на доцент доктор по стоматолошки науки Филип Тантуровски и специјалист по стоматолошка протетика во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден. Не е малку бројот на луѓе кои што ги имат изгубено повеќето или пак сите заби. Дали е тоа само естетски или пак е и медицински проблем? Најчесто е цело глобален проблем на целиот организам. Значи, практикувам тоа да го кажувам и со студенти кога тржиме предавања и вежби, дека протетиката која што мене специјалност, значи не е само мајсторски за нечиски проблем кој што нели изгубил зап, па сме го надокнадили, сме завршиле работата, него човековиот организам се гледа во целина, а кога ќе размислиме дека преку устата влегува се во организмот, значи можете да замислите која е улогата на нашата струка на стоматологијата. Во случајот кога што кажавте, кога ќе недостасува некој зап, односно со губење на заби, луѓето бидејќи имаат повеќе се пуштаат во таа животна доба, да кажам, да ги изгубат повеќето, додека побараат помош. Веќе има некоја плюс едукација со овој интернет, со сите работи, веќе и постарите гледаат интернет и сакаат нешто да видат, гледаат разни решенија, така што сега пациентите се малку посвесни, порано доаѓаат на контроли и на решавање на тие проблеми. Меѓутоа, секако, недостасување на зап не е само единка што фали, него е тоа глобален проблем и целокупното здравје на човекот се ефектира од тој проблем. Така е засегнато. Што толку храната не се изџвака добро? Што тоа значи за системот за варење? Или пак за говорот? Исто така од праксата, луѓето ќе ни кажат дека ама порано сме јаделе, се џвака и со непца, се џвака и без заби, не е проблем. Меѓутоа не е така за тие што видели едното и другото и кои што добиле, да кажеме, рехабилитација соодветна, се прифатиле протетските помагала, се задоволни, сакаат, мислам, да презентираат дека тоа е добро, меѓутоа и жалат за периодот што го поминале без заби. Така што сакам да потенцирам дека не е работата само да се соџвака храната, да се искористи, да се помине денот, него начинот на живот, квалитетот на живот е денеска доста важен. Многу од луѓето посветуваат веќе внимание и на убавината на естетиката, која што е дел од стоматологијата, дел од мојата специјалност протетика. Меѓутоа, протетиката е исто така и проблем кој што се базира на враќање на функција на организмот. Не е само естетика. Естетиката е само додатно, не е изоставена, нормално главна е во устата, се гледа, во секојдневниот живот е потребна, меѓутоа треба да се разгледува заеднички, значи естетика и функција. Значи некои од пациентите си бараат само ајде да ми се пополнат дупките, да кажам народски, да се пополнат забите што фалат, небитно дали тие ќе се вршат функцијата или не, односно небитно дали целата рехабилитација ќе се направи на жвакалниот орган. И како моја обврска е да ги советувам дека тоа не е баш така, дека не можеме да ги слушаме во секој момент пациентите што сакаат, ние заеднички го решаваме проблемот, меѓутоа и тие нас треба да не се слушаат за како да го решиме целосно, за да тие добијат бенефит. Нас не е работата иста, дали ќе биде 1 или 5 заби или 2 пациенти или 3, работата е да добиеме до крајната цел, односно да се воспостави функција на организмот, пациентот да се врати во првобитна положба, односно да се врати во ние нормални функции кои што му недостасуваат со самото губење на забите. Што се случува со виличата коска откако ќе се изгубат 1, 2 или пак повеќе заби или пак сите? Така, значи со самото губење на забите веднаш се прави дисфункција на организмот, како и во било кој дел од нашиот организам, кога имаме недостаток на некој орган, на нешто што е недостасува од нормалното, веднаш се случуваат дегенеративни промени, но и заштитниот ефект на организмот кој што се брани од тие промени и се воспоставува нормална функција да се справи со новите услови. Истото и со забалото, кога имаме губење на заби,
Значи, организмот ако не му ги надокнадиме, односно не игра улога нашата, не се побара помош од нас како стоматолози, организмот се снаоѓа, прави некои поместувања, да ги кажеме, доколку недостасуваат заби, значи коската почнува да се троши, не од што се троши зашто таа така треба, него заради тоа што има нераспределен притисок во жвакањето. Значи, забите, повторно ќе кажам, не се само украс, не се само единка која што треба да надокнадиме, него тие си имаат своја функција. Својата анатомија им е таква оформена, значи секој зап си има своја форма. Тоа е дадено од природата за да си врши своја функција, односно притисокот кој што го примаме при жвакање е доста голем, дури има и мерења дека доста голем притисок користиме при жвакање, доста големи сили. Забите улогата им е да расчленат таа сила, односно да, ако се во континуитет, низот на заби, без изгубени заби, тој притисок се разложува на сите заби и се ублажува кон коската. И затоа коската трае. Кога ќе недостасува зап, дел од силите од тој притисок ќе забега и во самата коска, кај што е гола, кај што нема зап, а исто така и другиве заби кои што не се веќе во континуитет, низот е разрушен, односно фалат заби, се случува да тие трпат поголем притисок од аспект што го немаат соседниот зап да се потпрат и да разложат силата, жвакопритисокот да го разложат на соседните заби. Баш поради тој ефект, значи секој изгубен зап мора да се размислува да се надокнади на начин на кој што да се врши својата функција, значи не само естетски. Значи доаѓа до редукција на величата коска? Секако дека доаѓа, тоа го имаме природно при присуство на парадонтална болест, која што е доста честа, таа нели не излечива, само се успорува. И во протетиката исто има голема улога за да при една парадонтална болест доколку веќе настаната, а луѓето си осеќаат дека нивните заби се мобилни и дека постепено ги губат што и да прават, сепак со изработка на протетско помагало таа ќе се действува во нејзиното успорување. Ќе се промени ликот доколку се редуцира величата коска? Дефинитивно, значи тоа е делот од естетиката, кој што имаме ние поедовни точки, односно физиономски точки на кои што се ориентираме за реконструкција на забалото. Значи, како фалинка на забот, ние веќе го разгледуваме целиот лик на човекот и кога луѓето ќе ги изгубат повеќето заби, значи кога настанува ем пропаѓање на коската, ем промена на физиономијата, на старачки изглед, намален простор меѓу носот и брадата, тоа е вака поспецифичен за нас, нели, што го разгледуваме. Ние ги разгледуваме тие физиономски аспекти за протетското помагало да биде вратено, да биде изработено во устата за тие моменти да се надокнадат, односно да се вратат во првобитна форма положба и со тоа да се избегнат несаканите додатни пропратни проблеми кои што ќе се јават, еве како пример, повеќето од пациентите го знаат тоа што користат мобилни протези или тотални протези, дека пред да се изработат имаат спуштен загриз, тоа го викаме ние, и има некој вид на паднати устни агли, односно на некој начин се присуство на плунка во одреден момент во тие предели. Така што и самите пациенти кои ќе добијат рехабилитација чувствуваат дека има разлика и дека потребна била да се изработи. Ја споменавте парадонтозата. Да. Расклатувањето на забите, многу велат дека токму на таков начин останале без заби. Се работи ли за генетика или пак можеби за стил на живот? Да, дефинитивно е генетиката упрашање, таму има и здрави заби кои што се губат. Кај нив се препорачува само да бидат редовни на контроли, да доаѓаат на редовно чистење, како што кажав, таа е неизлечива, само се успорува. Значи да им се продолжи животот на природните заби за да го осетат благодетот на природните заби, секако ќе ги изгубат, тие се свесни, некои од нив се, да кажам, психички паѓаат, па си викаат ајде ќе ги изгубам, па ќе направам тотални протези, завршив работа. Меѓутоа треба да слушаат, да знаат дека колку повеќе ги задржат природните заби, поголем бенефитот е за нив. Затоа што како природен заб нема замена, еве ги имплантите кои што се денеска доста тренд, доста се користат, многу ни ја помагаат и нас работата и самите пациенти се имаат позадоволителни ефекти кога ќе се изработи протетско помагало со импланти. Сепак природниот заб се уште не е доволно заменет. Дали тоа значи дека по секоја цена треба да се зачува одреден заб? Кога е болен? По теоријата е тоа по теоријата тоа треба да се практикува. Во книгите е така кажано дека што повеќе се зачуваат природни заби, подобро за пациентот. Секако, еве размислете чисто споредба, која ќе имаме, јас паралелата ја правам стално и со носачите на тотални протези, значи вештачкиот кук, еве најбанална, не него најспоредбена работа која што е видлива, која што може да се размисли.
дали тој ќе ја врши истата улога како природната нога? Не, значи тој ќе си ја врши својата улога, меѓутоа осетот на самиот пациент што го носи не е ист. Бидејќи на социјалните медиуми можеме да слушнеме дека можеби е подобро да се стави имплант наместо да се спасува забот, да се умртви, да му се извади коренот. Така, да, меѓутоа не е тоа така. Пациентите и тоа го бараат од нас често ради скратување на периодот на лечење, ради скратување, да речеме, на материјални трошоци, иако нели кога ќе се спореди не е тоа така, како и секоја друга работа, кога ќе ги земете парите кои што се потрошени, материјалното за лечење на заби и материјалното за протетската рехабилитација е доста различно. Во земјите што се понапред од нас, значи се практикува тоа орално здравје да се зачува, да биде на прво место, да идат на редовни контроли за да се зачуваат природните заби и кост бенефит е подобар од тоа него да се изработат протетски помагала. Ние сме нели земја која што е во развој, нели различна од нив, меѓутоа еве со сите социјални мрежи треба да практикуваме колку можеме да се трудиме да го зачуваме забалото и да сме во тек, значи да доаѓаме на лечење, на санирање, на редовно чистење, на едноставно на контрола и кога немаме проблем, за да се успорат тие процеси и да биде по-прифатливо човештвото, да кажем, со природни заби. Што говори вашето искуство? Која е главната причина кај нас за губењето на забите, за беззабоста кај луѓето? Така, значи мојата докторска дисертација беше баш на таа тема, хигиена испитував кај носачи на тотални протези на мостови, во случајот нели природни заби но покриени со порцелан, и чисто како споредба го напоменувам, истото и со природните заби, дури и полошо, се базира најчесто врз начинот на живот, но и на хигиената, на одржување на оралната хигиена. Тоа вака изгледа банално и сите ќе кажат дека одржуваат орална хигиена, меѓутоа начинот на кој што се одржува таа орална хигиена е доста важен. Доста од факултетите практикуваат и приватни ординации, нели и нашата болница, да се едуцираат различни екипи на деца во раната возраст кога доаѓаат на посета, да им се презентираат како тоа се изведува правилно, да сме присутни по школи како професионалци, да им објасниме како тоа правилно се одржува, за да тие научат дека не е важно само да се исчетка забот, односно да се стави четката во уста и да се заврши работата, него важно е и како се изведува. Истото и со протетските помагала, доста им советувам на пациентите како соодветно да ги одржуваат, зашто и таму, иако се вештачки, сепак лежат на некој живо ткиво, кој што мора да биде соодветно чисто, да нема наталажување на бактерии, кои што се доста присутни во устата празнина и доколку не се чистат, во комбинација со храна и надвршни влијанија, тие стануваат патогени и прават додатни компликации. Значи најчесто е начинот на живот, пушењето, еве како главен проблем, тој е присутен сегде, меѓутоа нели игра улога и најчесто оралната хигиена. Кога има потреба да се надокнадат забите, во кој случај забните мостови се решение, кога не е возможно да ги ставите? Значи, забните мостови обично се практикува да имаат два крајни заба, за да биде како мост да се премости. Здрави треба да бидат? Не мора, може и да се излечат, да се надоградат, сето тоа што го спомнавме, игра улога во зачувувањето, повторно се трудиме во праксата да тоа го изведам. Еве лично јас, кога имам присуство на некој заб кој што е, да речеме, веќе во одмината фаза расипан, и кој што нели секој на прв поглед би рекол дека подобро се извади да си правам заби на чиста ситуација, вештачки заби на чиста ситуација, јас настојувам, ако тој е здрав во потпорниот организам, во потпорниот апарат, да му објаснам на пациентот, да свати дека тоа е возможно, само со редовни посети, да се излечи детално тој заб, да има опција да се надогради и да си биде сосема доволен носач за тоа некое премостување, односно најчесто тоа ни е важно за крајните заби, кои ќе се изгубат, кога нема да имаме заден потпорен заб, иако тој е единствениот што е останат е само корен, има опција, односно што спомнав, потпорниот апарат е здрав. Добро. Има опција да се надокнади, да се надгради. Јас предпочитам да се надгради за да се искористат тие услови. Па нели, кој ќе се изгуби, не бега и понатаму третманот со импланти и протези, меѓутоа кога има природен заб, настојувам да се искористи до максимум. И пациентите прво не се свесни, меѓутоа некој кој ќе видат, не им јасно додека не ја видат крајната ситуација, меѓутоа пристануваат, значи сакаат да се прифаќаат. А што доколку треба мостот да се стави на заби кои што се сосема здрави? Дали тие треба исто да се избрусат? Тука веќе имаме дилеми, затоа што исто така тука се базира тој момент на естетиката. Пациентите имаме ние други гранки во стоматологијата кои што се занимаваат со исправање на заби, со формирање на
ете со пломбирање, со естетски момент. Значи, во случајот доколку се здрави забите, а пациентот бара да му се наредат, нели, условно кажано, како што ни се изразуваат, да се наредат во низ, да бидат брзински исправени со состругување и составање на дентален мост, тоа во праксата кај нас се избегнува, тоест да кажам е забрането на некој начин, бидејќи здрав зап има друга опција како да се намести. Значи здрав зап не се струга по секоја цена за носење на мост. Значи тоа е веќе естетскиот момент кој што се замешува, кој што во денешницата естетиката веќе преовладува во секој сектор, па и во нашиот. Ама јас сум голем противник заради тоа што здрав зап, ако нормално поставен, има опција како да се намести за да изгледа убаво. Значи тој формата си ја има, само не е поставен добро и дава лош лик на самиот пациент. Но за тоа претпоставувам е потребно повеќе време. Да. Затоа реков се скратува времето, брзински да добијат естетика. Меѓутоа тука не сме сложни и тука мораме да направиме некои објаснувања додатни за да они разберат дека не е тоа така. Дека не треба да се брза. Не заради друго, заради тоа што секое стругање се троши материјал. Значи секое состругување на забот ние не го правиме од тоа што сакаме, него од тоа што мораме. Протетиката е измислена за да се воведе да се спаси забот, односно забалото, на база да кажам на штета на некои заби. Ама веќе кога имаме други заби изгубени. Кога се сите тука не пристануваме, не се согласуваме. Еве имав и таков случај, еден млад дечко дојде од нека држава, тие богатите држави, кај што вика јас работам во такво општество, во таква средина, сите имаат вика вештачки заби, сакам и јас. Прекрасна насмевка. Да. И идеално, значи кога го погледнавме во устата, кога го разгледавме што какво забало има, видовме дека тоа е буквално скоро до идеално. Значи да кажам 95% забите беа перфектни, што ретко се случува да се види во праксата. Млад дечко, 20 и неколку години, меѓутоа е вработен во такво општество и он настојуваше и инсистираше да тоа се направи, ако не се направи, ќе го направи било каде. Му беше објаснето дека тука не можеме ништо да направиме и покрај овие нели различни да кажам моменти во протетиката кај што различни опции имаме за надокнада, за корекција на естетиката, меѓутоа во сите тие моменти има состружување на заби. А кај него па поготово беа наредени перфектно, значи скоро до перфекција. Таа оклузија имавме природна, прва класа која што ние се водиме како нормална оклузија и му беше објаснето собрани конзилиарно мислење од професори да му кажа дека тоа не е возможно, меѓутоа тој рече дека ќе направи таа работа посекако бидејќи така му бара општеството. Односно сите кај него носели, морал да носи. Така, големи се општествените притисоци, па и притисоците од социјалните медиуми, оние нови трендови за беспрекорно бела насмевка со заби наредени во иста линија. Меѓутоа и тука би направил мала на телевизија да кажеме дека тоа што го гледате на Инстаграм, на социјалните мрежи, не е секогаш така. Значи доловено е ефект убав, се гледа дека тоа е така. Пак ќе споредам со праксата. Пациенти доаѓаат, гледаат нели брза насмевка, изгубени заби, направени нови за краток период. Тоа возможно е, меѓутоа не е лесно да се прифати. Самиот пациент треба да е свесен дека тоа не е само дека се ставени заби и се е исто. Значи доаѓаат пациентите, ние го правиме истото, меѓутоа викаат ама ова болело, ама ова не е лагодно, ама ова не е така како што изгледа. Да, не е така затоа што се интервенира во организмот. Значи не е само поставувањето, него имаме оперативен захват, имаме монтирање на некое ново протетско помагало кое што организмот треба да го навикне. Го имам спомнето тоа неколку пати дека јазикот е многу комплициран орган во нашето тело, кој што минимална трошка да ставиме во устата, он ќе ја најде ќе му смета додека не ја навикне. А камоли протетско помагало. Затоа оние кои што носат протези, всушност се жалат. И протези било што, значи првите денови они јазикот све удира и вика дека нешто има ново во устата. Додека го навикнат. Кај протезите тоа потешко бидејќи тие и самото движење на јазикот ги подига. А истото се случува и кај секој, и кај пломба дури чувствуваш неколку дена дека нешто ти нешто е променето. Тоа е тој момент со организмот. А колкаво е време траењето, односно колку може да издржат мостовите во устата, доколку добро се одржуваат? Колкав е нивниот рок на траење? Значи некој просек си има земено дека е 5 до 10 години е солидно, меѓутоа има пациенти кои што ги носат беспрекорно. Повторно кај нив советуваме да доаѓаат на контроли поради разни пореметувања или не дај Боже, значи промени под мостот кои што не се видливи, меѓутоа на инспекција во ординација може да се сомневаат па да се настојува да се видат дали има присуство некој проблем. Инаку 5 до 10 години е сосема нормално носење. Не за друго, него подоцна треба да се проверат дали пациентот се уште контразабите, дали му се здрави,
дали се останати, не може, нели, ретко се погаѓа пациент со целосно реконструирана вилица со мостови, значи имаме комбинација. Имал природен зап, имал протеза, немал протеза. Значи сето тоа заедничко да се гледа, не како изолирано само мостот. Затоа и некој ќе кажат, ама мене ми рекоа ова ќе трае многу. Да, ќе трае, ама ако било така како што е. Кај тебе има други пореметувања кои што се случуваат и мора да се регистрираат на време. Ако не ги се регистрираат, ќе настанат проблеми. А што се презема ако пациентот има еден или пак два заба, три заба на горната и долната вилица? Може ли во тој случај да се стави мост? Тука веќе не е возможност, зависно нели кај се поставени, како се поставени. Значи обично ако имаме некоја разлика, меѓутоа кога е веќе на толку мал број, се пристапува и да самиот пациент да биде помалце, да кажам, со контролиран од страна на стоматологот, нели да се го скрати своето време на поминато на стоматолог, се препорачува во договор со него и во соодветно објаснување да тие заби се извадат, да се надокнадат доколку е тоа можно со импланти. Крајната цел, крајното решение е тотални протези, меѓутоа во денешницата нели тие импланти не возможуваат ако има услови да се постават и да тие протези бидат фиксни. Значи едната разлика во денешницата е што веќе пациентите од тој аспект прифаќаат да се рехабилитираат со импланти заради тоа што имаат таа фиксација што е обезбедена на тие тотални протези, во случајот се викаат хибридни протези, и сепак и покрај тоа, значи крајното на целата протетика завршува со тоталните протези. Тие уште не се изоставени затоа што имаме ситуации каде што не е возможно да се постави имплант и сепак мобилната и тоталната протеза е крајната цел, крајното решение на секој организм. Значи не секој пациент може да добие тотална трајна протеза со импланти. Зошто не можете кај секого да вградите имплант? Зависи од состојбата на здравјето, здравствената состојба, од присуството на коска, од типот на коска, каква коска има присутна, како е ресорбирана, да кажам, различно, дали може естетски да се долови моментот. Значи, кај секоја протезско планирање, јас го споредувам тоа најчесто, во имплантологијата има хируршки дел кој што се поставува имплантот и не се гледа. Значи, тој се, да кажам, тие се две различни работи, различно се гледаат изолирано, меѓутоа целината мора заедно да се согледа. Зошто? Затоа што хирургијата, ако ги постави имплантите, она се базира на внатрешноста, на коската. Дали има услови, кај има услови, нели, од протетски аспект треба да се добават минимум 4 импланти за да ние добиеме некоја протетско помагало. И тие се лоцирани во самата коска, во тоа работно поле и бараат таму услови за поставување на 4 импланти на различна далечина, на различна далеченост. Сега вториот дел е протетиката, го гледам од вршниот дел, каде се поставени и што ќе се случи со тие импланти. Тие импланти може да се поставени на право место, соодветно најдени, супер коска, супер интегрирани во коска. Меѓутоа, дали протетиката ќе успее, бидејќи ние во коската бараме простор каде да се имплантира имплантот, да се внесе, некоја што е прав, некоја што е кос. Тоа искосување, дали ќе можеме подоцна да го исправиме во устата, ни дозволува техниката, меѓутоа сакам да потенцирам дека тоа го планираме од почеток, да се запозна и пациентот што ќе добие, и доколку е можно да се добие паралелитет, ние подоцна разгледуваме протетскиот проблем и како целина го разгледуваме све заедно, за да му го презентираме на пациентот. Значи, пациентот мораме да го спремиме пред да се нафати на интервенција, што да очекува. Значи, не се очекува тоа дека ќе добие идеална насмевка како на сликата и тоа е тоа, него ќе има проблеми, или тие проблеми не се проблеми, него ќе има навикнување, период на навикнување, кој што мора да биде свесен дека ќе постои, и начинот на изработка. Значи, кај секој пациент не е ист. Имаме разлика во вилиците, поголема, помала. Сите не сме исти. Имаме присуство на аномалии на забите кои што биле присутни во раната доба, да кажам, кога биле присутни заби во устата, кога тие ќе се изгубат, ние аномалијата, анатомската структура е иста на коската и ние мораме да се снајдеме. Протетиката не ни дозволува да правиме обратни загризи, нели во тешки ситуации тоа се прави, меѓутоа ние настојуваме да вратиме нормала, правилен загриз, за да може пациентот повторно се навраќам да користи протетско помагало. Значи, протетското помагало е ваќе функцијата, не само естетиката. Значи, ние мораме со протетското помагало да се врати и самата функција на организмот, односно и тоа што му било мана во текот на животот, со протетското помагало да го малку исправиме колку ни дозволуваат можностите. Ќе ги вклучиме гледачите, претпоставам дека имаат прашања кои што поврзано со денешната тема, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Дали кои пациенти кои што инсистира да бидат поставени трајни протези, може да се направи некаква трансплантација на коска, па врз таа коска да се стави имплант? Тука е веќе дилемата на хируршкиот дел кој што се разгледува.
изолираното поле што го напоменав. Значи тука веќе ние правиме во модерната се стоматологија, имаме 3D снимки кои што ја даваат визуализација прават на целата коска во 3D форма, каде што ние разгледуваме сите анатомски структури, каков тип на коска е, каде може да се постави, каде не, колку имаме ресорбција, односно истрошеност на коската, дали во тој предел сме имале некоја траума, може да се види од самата снимка, дали во моментот може да се открие некоја траума, циста која што ќе ни го попречи третманот. Сепак на еден пациент кој ќе дојде да побара од нас помош, нели да се обрати за изработка на имплантолошка терапија, пред се мора да направиме 3D снимка и да го одложиме еден ден за ние прво детално да разгледаме, да видиме што се случува во коската, што не се гледа. Порано панорамските снимки го вршат тоа, се базиравме на панорамски снимки, меѓутоа таму е дводимензионална слика, односно не ги гледаме сите структури, доколку имаме преклопување на некои структури не може да се видат. Во однос на 3D снимките, ние ја гледаме буквално, нели со помош на таа и технологија, ние формира целата глава од конкретниот пациент, значи на база на снимките што ги прави самиот апарат, и ние буквално имаме како череп од пациентот кој што дигитално си го вртиме и го разгледуваме во сите положби. Во случајот од наш интерес се вилиците, гледаме дали е тоа возможно, дали може да се постават соодветно имплантите, колку е коска, каде имаме недостаток на коска, и доколку се сретнеме со тој проблем, а не е тој контраиндикација апсолутна да не се постават импланти, му се нагласува на пациентот дека има услови за импланти, дека се испланирани каде треба да се постават и како, и кои импланти што, колку, тоа е наша више професионална димензија, меѓутоа дека на одреден момент, тука се враќам на естетиката, каде што ќе смета естетскиот проблем во изработка, значи он ќе добие завало ако не се направи ништо, ако само се постават импланти, меѓутоа да кажам така сликовито ќе има отстојување, односно на еден момент имплантот би се гледал, одозгора ќе лежат забите. Он ќе се добие жвакање супер, нема да го чувствува, меѓутоа естетскиот момент е лош, нели, и понатаму ќе предизвикува проблеми за остаток на храна, ресорбција, додатно на коска. Тоа ќе треба веројатно посебна хигиена. Не е прифатливо. Заради тој момент се пристапува кон додавање на коска, пополнување на таа коска, графтирање, затворање, нели се одложува третманот, зависи ако е тоа потребно, за да пациентот кога ќе биде спремно имплантиран, да добиеме на линија на насмевка, таа што е од наш интерес, да биде рамномерна, односно да немаме дискрепанца во гингивата, во месото што се гледа. Тоа се компензира и со овие технички моменти, со техниката, меѓутоа ова е случајот што го збориме за коскено графтирање, односно за пополнување на коска. Некои пациенти имаат мобилни протези. Тие се жалат на стабилноста. Така. Може ли да се обезбеди стабилност на некој друг начин, освен со лепила и тие помошни некои средства? Значи, освен лепилата кои што денес доста им помагаат, следната фаза е оваа, имплантолошката, која што самите пациенти кои што се сретнали со едниот и со другиот случај, прифатиле и се свесни дека имплантологијата доста им ја олеснува работата. Имавме нели таков пациент конкретен кој што вика дека има соодветна подобрување, односно навикнување полесно на носење на самата протеза, бидејќи имаме момент на штрафење и оштрафување. Значи таа буквално се заштрафува на самите импланти, фиксира, кога сакаме ја вадиме, ја чистиме, доколку има некое сметање, пречење во неговата функција или нешто нелагодност, може да се провери да се врати нас. Се спие со таа протеза навечер или се вади? Таа се монтира од наша страна и се демонтира од наша страна. Значи се спие. За разлика од мобилните каде што се вадат навечер. Да. Ќе ги вклучиме гледачите. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Имаме на прашање до докторот. Имам направено вилици. Јас по-старски да кажам вилици. Така, добро. Ама не можам да ги носам, само ми се повраќа многу. Аха. Добро. И горна и долна вилица, така? Тоа е маката. Так, голема мака е тоа кога некој... И двата не можам да ги носам. И не ги носите, предпоставувам? Не можам. Ми се повраќа. Само дали се први или веќе носеле? Дали се ова први вилици што сте ги добили или веќе сте носеле и порано? Втори вилици се овие, втори. А со првите каков проблемот ви беше или немавте проблем? Не, и со ними не можев да ги носам и затоа направив втори и вторите не ми одговара, не знам што да правам за повраќањето што ми се повраќа. Ова е едно прашање кое што е дел од реалноста на луѓето кои што имаат потреба од носење на вилици. Зошто се случува ова гадење при носење? Може да биде предимензионираност на протезата, може што да значи биде. тоа предимензионираност? Значи во однос на мерките,
Па не е поголема, него во тие Подлабока? гранични моменти е доловено до максимум. Значи, кај вакви пациенти тој момент мора да се избегне или бидејќи кажа дека носела и претходно не е задоволна, се е случувало истото, значи самиот пациент има голем ефект на повраќање, тоа е веќе природна појава. Затоа кај овие пациенти може да се советува, еве нека повели гледачката, нека дојде кај нас да прегледаме, бидејќи телевизиски вака не можам да кажам, не знам што се случува. Меѓутоа ако ги разгледаме опциите, значи едната опција да биде предимензионирана, тоа значи некојаш се случува и во соработката техника со доктор, во тие фази што ги викаме мануелни, односно класични фази на отпечатоци, ради поместување, ради временски интервал кој што е потребен поголем за да се пренесе работата додека се изработи, се случуваат тие мали нелагодности кои што не се неисправни, не е тоа грешка, се коригираат. Ако не е тој случај, тогаш веќе имаме минимал потрошена коска и каде што пробано е да се долови максимален фат на тоа млежиште за да се долови тој вентилен ефект. И ако тоа не е возможно, тоаш кај овие пациенти веќе во денешницата еве се советуваат да се скрати тоа непце, ние го викаме, значи заедно со нив го викаме непце, горниот дел на протезата, што лежи на непцето, и да се користат лепаци во овој случај, доколку нели се целосни протези. Меѓутоа, еве чисто совет нека помине на една контрола да видиме за што станува збор. Имам уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Поздрав до вас и до докторот. За докторот едно прашање. Благодарам. Го имам изгубен, единицата горе ми е изгубена. Добра. Немам единица, единиците ми беа малку покрупни, а двојките поситни млечни. Сега, нели, тука да се направи мост, треба да се стружи двојката и другата единица. Да. Се прашање за докторот. Дали е така подобро или и другата двојка ваму да ја, пошто тие се поситни млечни, па да има горе да решиме 4 заби, или не се практикува 4 да има споени во еден мост. Или подобро трите, па таа двојката другата да ја решавам на друг начин. Така, ова е едно интересно прашање. Так. Ви благодарам за вклучувањето во програма и што поставивте прашање. Повелете. Повторно, значи овде зависно од тоа каква е внатрешната ситуација, пациентот напомена дека тие се млечни заби, ако веќе тоа е установено дека се навистина млечни, во однос на положбата во коската колку е, да видиме, тоа треба да го испитаме, да го видиме преку рентген снимка. Во случајот се препорачува, значи, тие да се, мој совет е практичен, нели, пак гледаме за подолго да трае. Тоа што праша пациентот не е проблем дали ќе бидат 2 или 3 заби во континуитет, може да бидат еден до друг, па еден да фали, па уште едниот да држи. Тоа нема никаков проблем. Меѓутоа, вакви ситуации дури се предпочита да се фиксираме на некои стабилни заби, односно тројките. Ако веќе се присутни, за да бидеме тој посигурни дека тоа протезска конструкција ќе трае. Значи изработката е возможна и во едниот случај, и во тој случај што кажа пациентот, меѓутоа со прашалник колку тие заби се издржливи, бидејќи знаеме дека млечните заби се многу слаби заби, поготово вака кога се заостанати во одмината возраст, зависно колку се држат во коска, меѓутоа и колку и да се држат, тој е анатомски помал зап, послаб, помалце крвоснабден, односно парадонтот му е послаб од трајниот зап. И заради тоа кај вакви ситуации дури би се размислила на некоја по-детална дијагноза да видиме да се прескокнат тие, да се фиксираме на тројките. Така. На трајните заби. Така. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до емисијата и едно прашање до лекарот. Имам мост поради еден изгубен зап на предната горна вилица. Во мостот нонстоп ми влегува храна, дури кога жабуркам вода поминува под мост. Така. Чувството ми е дека мостот е многу ниско доле и нонстоп со долните заби го туркам нагоре, и кога ќе го истуркам нагоре го чувствувам подобро. Одам на контроли, стоматологот вели дека е се во ред. А јас не можам да го прифатам тоа чувство да нонстоп чистам храна испод мостот и да сум нонстоп со четка и да го со долните заби туркам, дури ме болат веќе долните заби. Кажете ми, има ли решение за оваа ситуација? Да. Ви благодарам и вам за вклучувањето во програма и за поставеното прашање. Повелете, доктор. Значи, вака овде, како што разбрав, има некоја мобилност на мостот.
Тоа не се дозволува кај мостови конструкции, значи доколку има некоја мобилност, како што кажа пациентката, ако она осеќа дека тоа се движи горе-доле, значи или е расцементиран делумно мостот или па веќе попуштаат забите. Значи тој момент не смее да е присутен, да има луксација, односно мрдање на мостот. Ако веќе била кај стоматологот тој видел дека е се во ред, значи очигледно не му е потенцирано, нека види да се контролираат забите, дали самите заби се присутни, односно дали држат соодветно, пошто некојаш знаат и забите да почнуваат да стануваат мобилни. Дали тоа е причина од самиот мост, дали е природна, нели дошло такво време, имало парантопатија, се случило некоја напредна фаза или забите едноставно попуштаат, некојаш и нема зошто. Некојаш се случува и поради дискомфорт во загризот, значи зависно од пациентката каков загриз има. Ако тој е, да кажам, во некоја класа ние што ги водиме, каде што со аномалија, тоа лошо звучи за гледачите, длабок загриз. Длабок загриз, да, тоа е, ние го рачунаме како аномалија, меѓутоа не е страшно, нели луѓе користат така, такви единки се така си го живеат животот. Значи во однос на загризот може да се случат вакви несакани ефекти. Баш затоа и напоменав дека доста е важно да се воспостави соодветен загриз и кај протетските помагала предпочитам совет од мене да се користат за одреден пред да се изработат трајно, односно пред да се цементираат трајно, да се користат во тест период за да се видат вакви несакани дејства, за да може на време да се отстрани. Значи најнапред да се постават, па неколку така, извесен период да биде како тест, недела до 2 се остава тест период со привремени лепаци за да се видат вакви ситуации да не дојде, што не мора да значи дека е тоа настанато од самиот почеток, може и во одмината фаза настанато. Ајде уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Во продолжение на денешната Телма амбуланта ќе слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот и до водителката. Ви благодарам. Јас имам проблем со забите, почнав да ги вадам, меѓутоа имам не заздравува ткивото. Повеќе се распаднати задните заби, кучните, предните стојат изедени, отисум со системски лупус. Па, од што како може да заздраве ткивото? Од што е причината што толку месеци и пол, еве сега дури почна да земам и антибиотик. Така. Докторе, да имате само уште некој подпрашање, се е во ред. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Значи ова е случај каде што веќе имаме некое заболување претходно, каде што го компрометира општото здравје и каде што пред да се пристапи кон ваква хируршка постапка, односно вадење на забите, мора таа детална анамнеза да се земе, да се види со каков пациент станува збор, за да се припреми и да се изведе операцијата, односно да се заврши процедурата до крај. Не е ништо страшно, значи тој што ја води ќе се ја водат тековно, значи со општ статус на здравјето, ќе ја следат во консултации со интернисти, каде што ќе направат некој заклучок, односно крајна цел како тоа да се изведе до крај. Таа пациентка мора да биде спремна дека е тоа така, дека она има во себе некое пореметување кое што го компрометира процесот. Не е ништо страшно, значи не е ни прва ни последна. Пациентите се тие кои што се. Медицината дозволува сите ситуации да бидат решливи, меѓутоа со соодветна припрема за да биде тоа завршено до крај, односно да не се пролонгира и да не дај Боже не се настане додатна инфекција. Бидејќи незатворена рана нели се алудира кон додатна инфекција, затоа имаат заштитено со антибиотик, што е тековно нормално. Така, сигурно не е едноставно, бидејќи треба и да се храни. Таа треба и да се припреми претходно, да се знае и да се припреми заедно со консултација со интернисти, односно доктори што ја водат таа болест, да се направи комуникација со стоматологот, со хирургот, за да тој процес се заврши соодветно. Обично на пациентот колку време му е потребно да се навикне на новиот мост или пак на новата протеза? Така, тоа го напоменавме, нели, тоа е и целта на тоа привремено носење. Значи, од прилика месец и пола некој прифатлив термин, меѓутоа тој не е фиксен, зависно од единката, зависно од пациентот, што се служи, како функционира во текот на животот. Сите пациенти различно. Имаме пациенти кои што ќе направат протетско помагало и веднаш се на прифатени, односно го забораваат, дури не доаѓаат ни на тие редовни контроли, иако имаат потреба реално, меѓутоа ги занемаруваат, пошто се трпеливи, неќа да досаѓаат, што јас стално потенцирам дека не досаѓаат, кај нас тој период мора да го поминеме заеднички, и од наша и од нивна страна е досаден, ако може така да се каже, меѓутоа мора да се изоди до крај, за да тоа протетско помагало се инкорпорира во организмот и се користи регуларно. Така што, како општо временски услов е кажано месец и пол,
Меѓутоа тој е помал пократок, зависи подолг пократок, зависи од пациентот, од конкретниот пациент. И од толку упорно предпоставам со јазикот. Така, да. Колку даваме чести совети како тоа да го избегне, значи да се скрене вниманието, да се користат некои бомбончиња, да тоа нели јазикот се занимава со друга работа за да избегне онаа да бара неправилности, односно нови ситуации. Самото користење на бомбонче, значи он има веќе акција на лижење кое што мора да го предизвикува да го совлада тоа бомбонче, да го голтне и пациентот вниманието, односно централниот нервен систем го скренува на друга страна и побрзо се навикнува, односно поретко прави контроли јазикот. Ајде да ги слушаме прашањата и на следните гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до докторот. Благодарам. Мене ме интересираат во која амбуланта јас имам вилици и правев летоска. Горната вилица ја носам, нема проблем. Так. А долната вилица, од десната страна подолго време сум немала заби, малце поизедено е немцето. И сега само ми рипа налево, надесно, налево и не можам да ја носам, никако не можам да ја носам. Покушав со лепење, поправки, ништо не бива. Сакам да сменам доктор, господинов докторов ми се допадна како зборува, па да покушам кај работи да ги направам таму завите. Така, докторот работи во клиничката болница Жан Митрев. Така. Таму има нов стоматолошки, веќе не е така нов. Не, да. Так, стоматолошки оддел. Целосно стоматолошки оддел со покриеност на целата стоматологија, слободно обратете се, ќе направиме на контрола. Ова е тежок случај, како што напоменав, заеднички треба да го решиме проблемов, значи проблемот е присутен, мора да го надминеме, има начини како, повелете да прегледаме и мислам дека ќе се острани. Обично на што се должи тоа што го спомена гледачката? Тоа најчесто, даваме и совети и тие, да, нели, кога се користат тие тотални целосни протези, доколку не се во модерен начин изработени или како хибридни врз импланти, да не се прицврстени, нема начин како поинаку освен со тој вакуум простор што се постигнува под нив. Меѓутоа, зависно од тоа колку коска е присутна, самата гледачка кажа дека од едната страна има помалце коска, тој момент ние имаме компензаторски механизми што бараме, нели, доловуваме екстендирање, она што го напоменав на почетокот, продолжување на таа протеза на одредени места, за да прифати некој вакуум. Кај вакви пациенти препорачуваме него кај сите да се џвака во исто време од двете страни, бидејќи тоа е некој начин неприродно, меѓутоа кај носители на тотални протези мора да стане навика, таа се учи, никој не џвака така. Значи мора со самото пристанување да се изработат тотални протези и да стане носител на тотални протези, еден пациент да биде спремен дека од сега натаму ќе мора да се учи да џвака во двете страни во исто време. Значи ние го префрламе болусот залакот лева на десна. Едната или на тоа е нормално, страна, ама со протезија како упатство дадено дека во иднина мора така да се користи баш заради овој дефект да не доаѓа до отскокнување. Лепакот го компензира тоа, доста помага, меѓутоа ако нема кај да го стави, нема на што да залепи, ако многу е ресорбирана коската. Ајде да слушнеме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас и до докторот. Вака, јас имам коронки ставени и на двете вилици. Горната вилица ми е скоро целата, но проблем ми е горниот дел сега почна како да ми натекува непцето, само на брешната страна. Дали има некое решение за тоа, дали од коронките или нешто, не знам. Кај мојот стоматолог ништо, мислим, посебно не ми кажа. Така да не знам ако знае докторот нешто. Така да ви даде некаков совет и насока што понатаму. Ви благодарам и вам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете. Сега како што кажавме, кај нас во болницата, значи ги имаме сите услови за да направиме едно целосно испитување. Мораме да го разгледаме секој случај целосно, значи не само изолирано. Во случајот кај пациентката може да видат повеќе причини, пред се мора да се направи една снимка, ако не може 3D да се направи барем панорамска снимка. Тоа ќе ни дефинира дали потеклото на таа инфекција, односно тоа за воспаление, потекнува од самиот зап или од тоа што го викаме гингивален сулкус, односно џебот околу забот, просторот меѓу месото и забот. Некојаш се случува едното и другото, а трета фаза може да биде до самиот зап ако веќе има некоја инфекција која што е настаната од самиот зап, односно самиот носач на забот, забот како носач. Некогаш тие се девитализирани нервите, односно извадени нервите, да носат протетско помагало, пациентот нема никаква сензибилизација од аспект на болка и некогаш се случува инфекција да настане во крајниот стадиум, која ќе биде видлива
пациентот да си тлее цело време да има инфекција. Да воочи во устата и веќе тоа во одминат стадиум кога што мора да се почне со лекување. Заради тоа најдобра дефиниција во овој случај е една панорамска снимка за да се види од каде е потеклото. Сега кога станува збор за импланти. Така. Можат ли тие да се воспалат и да се добие инфекција исто како на природен зап, во што сега го пишавте, дури доколку забот е без корен? Тие, да, значи имплантот... Односно мртов. Така. Во случајот бидејќи имплантот се поставува кај што нема зап, начинот на поставување, меѓутоа и начинот на користење од самиот пациент, како тој ја како се однесува спрема самиот себе, дали одржува хигиена, како тоа се случува, што се случува во неговиот живот со тие импланти, и може да се случи инфекција околу имплантот, таа инфекција се третира. Во случајот е опасна и како една од причините зошто го има она исфрлање на имплантите. Значи имплантите сами од себе не е народски кружи муабет дека дали ќе го прифати или не организмот. Организмот секако го прифаќа ако е проценето дека организмот е здрав. Организмот може да не го прифати имплантот само ако има заболување кое што го попречува интегрирањето на самиот имплант, односно процесот на оформување на коската, а самиот имплант како единка, како направа да кажеме, како предмет кој што се инкорпорира во устата, тој самиот е направен за тоа и човековиот организам не го исфрла. Значи како општо да се запознаат гледачите дека имплантот самиот од себе не се исфрла. Значи тој се исфрла или поради лоша поставеност, или поради лошо користење, или поради лошо оптеретување, односно предвремено оптеретување или лошо оптеретување, лоша оклузија. Доколку тоа се воспостави, тогаш настануваат тие дегенеративни промени во самото формирање на коска и тој доаѓа до расклатување или не да боже до исфрлање. Значи штом настане некаква инфекција кај имплантите, мора веднаш на време да се реагира, пациентите да не чекаат, за да се третира, за да се спаси таа инфекција да не навлезе подлабоко. Ако навлезе подлабоко, потешко се справуваме. Односно може да дојде крајна цел да се експлантира, да ние да го извадиме имплантот, што е доста потешка процедура. Оние пациенти што носат вештачки вилици, односно протези, ги советувате ли тоа да го прават редовно? Да бидат упорни да се навикнат? Така. И дали тоа може да го спречи понатомошното пропаѓање на виличата коска? Тука се враќаме повторно на тој момент што го спомнавме со забите, односно континуитетот на забите и зошто е потребно да се воспостави целиот низ. Значи тие самите од себе кога се природни се допираат, објаснивме, се расфрла притисокот силите. Истото тоа се случува и со протезите. Значи протезите се така направени, зашто протезите се со сите присутни заби, а не се со делумно, баш заради тоа за да притисокот се распредели по целата алвеоларна коска, односно тој гребен, виличен гребен, нема конкретна ударна точка во одредено место, него протезата е една целина и каде да удри силата во било кој дел од протезата, таа сила се расплинува, се расфрла и се ослабува. Тој момент го спречува понатамошното пропаѓање на коската, за разлика од луѓе кои што викаат ја можам да јадам и без протези, а има и такви случаи каде што гребените им се доста назначени, пак ќе кажам од природно, сите сме различни, она што се вика гами смел во младата возраст, каде што пациенти кои што ќе се насмеат повеќе им се гледа месото, гингивата, тие пациенти некогаш имаат, кога ќе изгубат забите, имаат поголеми непца видливи, и тие дури некогаш и проблем да се изработи кај нив соодветна протеза, ние изработуваме, меѓутоа кај нив имаат додатни упатства кои што се даваат, дека тие заби биле помале, дека потешко ќе се навикнат, дека повидливи ќе бидат протезите ради нивните услови. Тоа исто така медицината го дозволува да се реши, меѓутоа се покомплексни зафати да се првооперативно да се намалува тој гребен, да се спрема тој пациент кој што нормално пациентите и немаат зошто за одредена ситуација да го прават тоа. Затоа, како основно правило е дека протезите се советуваат да се носат бар заради тоа, за да се заштити коската. Зашто веќе дојде вака ситуација каде што користеле без заби или делумно имале свој заби, делумно не, во самиот так на жвакање ние не контролираме каде оди храната и кај ќе го заџвакаме делот од храната. Дел од силите идат и директно во непцето, пациентите се навикнуваат, прво имаат некоја болка, после таа болка ја занемаруваат и тие ударни сили го ресорбираат, односно го трошат тој гребен. И затоа настанува некојаш голема дискрепанција и многу потешкотија ни прават и на нас на крај за решавање на целиот проблем. Затоа веднаш штом се изгуби зап, треба да се делува, да, и на редовни контроли, и да на не се изгуби. редовни, што е клучно. Да се зачудва здравјето. По можност никогаш и да не ни бидат потребни ниту мостови, ниту протези. Тие се само помагала. Така, тие се помагала. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телман. Благодарам и на вас. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на оваа емисија. Ви посакувам пријатен ден.